Од 1 јануари стапува на сила нов закон за извршителите. Се воведуваат нови правила кои ќе придонесат за намалени трошоци на граѓаните и подобрување на правата на должникот во постапката. Дополнително, има промени и во полагањето на извршителскиот испит, вели за телевизија Нова Гордан Станковиќ. Се воведе нов налог за извршување, кој што имаше по медиумите, вели не може повеќе да бидете блокиран без известување претходно, така натаму не би се согласил дека тоа баш добар опис на тој нов налог. Станува за налог за извршување кој што ако должникот не го почитува, нема веднаш да му се блокира сметката или платата, туку ќе треба да се издаде нов налог. Од таа причина овој новиот налог како да наликува малку на покана за плаќање, тоа сепак не е тоа. Налогот е средство за присилно извршување и тој ќе мора да биде почитуван. Оно што е добро е дека должникот нема да биде ставен, да така кажам, пред свршен чин, туку ќе има време, извесен период да се подготви, да ги испреми парите и да го врати долгот. Од стартот на идната година се воведува и нов модел за вонсудска наплата на комуналните долгови. Станува збор за неплатени сметки за струја, парно, фиксна и мобилна телефонија, сметки за кабелска телевизија, за одржување на заеднички простории во зградите и слично. Познавачите велат дека драстично ќе се олеснат правилата на должниците, а со тоа и притисоците врз извршителите. Сметките за наплата на комунални услуги, кои што имаат со определена вредност, значи за струја и за пано грејење до 6000, а за останалите, за кабелска и за телефони и за хигиена во стамбените згради, за сметките до 2000 денара. И тогаш ќе мора вршителот на тие комунални услуги да побара од извршителот во судска наплата, извршителот што ќе направи во тој случај, ќе изготви писмена покана, ќе ја достави до должникот со, да така кажам, обид да го убеди должникот дека е најдобро сега да ја плати долгуваната сума, затоа што понатаму, ако тоа не се случи, dakle, што понатаму ако не е успешно во судското наплатување, тогаш веќе не можеме да ги избегнеме нити адвокатските, нити нотарските трошоци и се разбира извршителските трошоци во целосен обем. Во моментов во Македонија работат околу 100 извршители. Најголемата наплатена сума досега е 9,5 милиони евра. Најчести должници се физичките лица во делот на неплатени сметки за струја, парно и телекомуникацијски услуги. Според извештаите на извршителите, за останатите сметки и по 10 години може да стасаат на адреса на граѓаните за наплата.